Поздравете го председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски. Добро вечер, Ресен. Добро вечер, Преспа. Добро вечер, драги пријатели, и од срце наискрено ви благодарам што сте вечерва тука заедно со нас. Што дојдовте да ни ја дадете вашата поддршка. Да ни дадете сила и волја да истраеме во овие битки што допрва доаѓаат. Кога ве гледам вас, кога ги видов полните плоштади широм Македонија во овие 3 месеци, кога гледам луѓе решени, одлучни, не да мислам, не да се надевам. Ја знам дека е дојдено времето за промени, за пресврт, за нов почеток. Ке ја биде. Ова лето ја поминавме, буквално ја изоравме цела Македонија. Директно лице во лице се сретнавме со стотици илјади наши граѓани. Ги слушнавме нивните проблеми, нивните маки и страдања, нивните грижи и стравови. И секаде ја видовме истата сурова реалност. Живеачката никогаш не била потешка. Сиромаштија, беда и мизерија на секој чекор. Огромна невработеност, безпарица, невидена скапотија. Се води битка за опстанок, да се преживее, не од први до први, туку буквално од денес до утре. Македонија денес е земја со урнисан стандард на граѓаните, со економија во рецесија, со индустриско производство што постојано паѓа, со намалено земјоделско производство, со намален сточен фонд, со неликвидно стопанство, со двојно зголемена задолженост кон странство, со рекордно ниско ниво на странски инвестиции. Македонија денес е земја со хаос во образованието, со целосен распад на јавното здравство. Должат училиштата за струја, за огрев, за превоз на учениците. Должат болниците за парно, за храна, за лекови, за медицинска опрема. Денес во Македонија луѓе ни умираат не затоа што нема лек за болеста, туку затоа што немаат пари леко да го платат, операција да платат. Македонија денес е земја на незадоволни и несрекни луѓе. Тешко им е на бизнисмените, а уште потешко на работниците. Тешко им е на лекарите, а уште потешко на пациентите. Незадоволни се професорите, а уште понезадоволни студентите и учениците. Несрекни се дуќанџиите и пазарџиите, затоа што нема кому да продадат. Несрекни се купувачите, оти нема со што да купат, со што да платат. Во нашиот народ има една изрека: Господ да чува од полошо, од бетер. Епа покрај оваа власт, ни Господ не може да не дочува. Секој ден е се полошо, се нови и нови шокови, стресови. Пред месец дена, среде лето и годишни одмори, на шверцерски начин ја покачија цената на струјата, на нафтата, на бензинот, на парното. Ни најавуваат нови поскапувања на храната, на лебот, зејтинот, месото, млекото, на основните работи без кои не се живее. А допрва доаѓаат септември, октомври, почеток на школска година. Ке треба децата за на училиште да се опремат, да се облечат, ке треба зимница да се прави, ке треба огрев за на зима да се обезбеди. Луѓето се прашуваат: од каде, со што, како? Македонија денес е земја со уназадена демократија, со загрозена слобода на медиуми, со партизирана администрација и политички диригирано судство, со огромен државен криминал и корупција, со фиктивни договори и лажни анекси,
со министерства пералници за пари, со министри местачи на тендери, со рекетари во инспекцијски служби, земја во која казнени експедиции собираат арач од народот, за да можат пастирот и фамилијата да си го тераат кејфот и да си ги лечат фрустрациите. Никогаш во нашата историја немало ниту поголема сиромаштија, ниту побезобразно, подушманско трошење на народните пари. За 6 години преку 100 милиони евра дадоа за владини кампањи, за лажни реклами, за спотови и огласи, за перење на мозокот на луѓето. Преку 350 милиони фрлија во камења, во мермер и бронза на само 1 километар квадратен во центарот на Скопје. Споменици, скулптури, триумфални капии, восочни фигури, барокни фасади, скапи мостови со уште поскапи огради и жални врби. Додека тие градат споменици на своето владење, цела Македонија ја направија споменик. Споменик од живи луѓе, понижени, обесправени, осиромашени. И она што најмногу револтира, што предизвикува најголем бес, е што не третираат како неуки, како наивни, како мали деца. Мисла дека можат бескрајно и бесрамно да не лажат, а ние да им веруваме. Колку се состојбите полоши, покатастрофални, толку се лагите на оваа власт се поголеми и побезобразни. Што се не ни изнакажаа. Македонија е трет најуспешен економски реформатор во светот. Македонија е меѓу 7 најуспешни европски економии. Македонија е на 4-то место по најмала задолженост во Европа. Во Македонија ќе инвестира најбогатиот човек од Индија. Во Македонија ќе инвестира најбогатиот човек на светот од Мексико. Во Македонија ќе се прават кинески компјутери, кореански телевизори, француски автомобили. Катар ќе инвестира во македонскиот туризам. Американци од Тексас во македонското сточарство. Се лага до лага. Лажни и неостварени ветувања, лажни и невидени инвестиции, лажни и нереални проекции. Почитувани граѓани, драги пријатели, Македонија веќе 6 години е киднапирана земја од страна на лажни преродбеници, лажни реформатори, лажни патриоти. Патриотизам е кога некој се жртвува себе си заради доброто на народот. Лицемерие и лажен патриотизам е кога некој го жртвува народот заради собственото добро. Ајде да видиме кој во овие 6 години живее подобро, а кој полошо. Кој е жртвата, а кој е добитникот? Власта или народот? Фамилијата што владее или 500.000 осиромашени македонски фамилии? Патриотизам е кога ќе направиш нешто добро, ќе решиш некој проблем, ќе постигнеш некој успех за собствениот народ и собствената држава. Лицемерие и лажен патриотизам е кога наместо да ги решаваш, ги множиш проблемите, ги правиш уште поголеми и потешки. И за се и секаде некој друг да ти биде крив и да ти биде виновен, а цената да ја плаќа народот. Лицемерие и лажен патриотизам е кога ни порачуваат дека треба да се издржи. Да издржиме додека инвестициите не дојдат, додека реформите не ги дадат резултатите, да издржиме додека не помине економската криза, додека Грција не се вразуми, додека Америка и Европа не разберат кој е во право. А кој и како треба да издржи? Па овие властодржците вака би сакале да издржуваат уште 100 години, да ги полнат джебовите и сметките во странство, како пијавици да ја цицаат државата, да азнисуваат на туѓа сметка. А народот, кој го прашува народот дали може и како може да издржи? Еве, токму овие денови по кој знае кој пат ја гледаме истата режија, истиот театар. Лажниот патриот Груевски повторно од некого не спасува. Повторно ќе ни ја чува и брани гордоста и достоинството. А од кого?
од неговите министри, од неговите коалициони партнери, од неговите браќа по наместени тендери и лажни анекси. Не можел Груевски да премине преку положувањето цвеќе на гробовите на борците на ОНА во Слупшане. И замислете, тој, заради зачувување на власта, не можел и не сакал да го наруши достоинството на македонскиот народ. Така ни порача. А заради што Никола не да го наруши, туку под нозе го изгази достоинството на македонскиот народ, кога ги амнестираше хачките случаи за злосторства против човештвото. Надвор од рамкавниот договор и спротивно на меѓународните правни принципи и без било какво барање или притисок од меѓународната заедница. Дали мислеше на македонската гордост и достоинство Никола, кога реши да ги ослободиш од било каква одговорност убиците на 12 киднапирани македонски граѓани, кога ги амнестираше злосторниците кои се изживуваа и ги резбареа грбовите на градежните работници. И како реши да им возвратиш, да им го тераш и наетот на коалиционите партнери за Слупшани, со закон за правата на бранителите. Па зарем за толку ниско ги есапиш бранителите, како паричка за подкусурување, луѓето што ја бранеа, луѓето што ги жртвуваа сопствените животи за оваа земја. Кога пред 4 години со потписи на граѓаните во собранието дојде закон за правата на бранителите, ти, Никола, им нареди на своите пратеници да не го поддржат, да не го гласаат. Ке ни одговориш ли зошто? Помисли тогаш лажен патриоту на македонската гордост и достоинство, на чувствата на бранителите, на семејствата на загинатите припадници на армијата и полицијата. Ако не беше скандалот во Слупчане, ке ти текнеше ли воопшто на бранителите, Никола? Ке видевме ли воопшто закон за нивните права во собранието? И затоа нема поголемо понижување, нема поголемо газење на македонското достоинство, нема поголема навреда за нашата национална гордост од тоа кој и на каков начин ја води државата. Од твојот лажен патриотизам, Никола Груевски. Почитувани граѓани, драги пријатели, ова што ни се случува не е наша судбина од која нема бегање. Се може и мора да биде подобро. Ние сакаме да ја видиме Македонија како земја во која сиромаштијата и невработеноста се преполовени. Земја во која се инвестира, се отвараат фабрики и нови работни места. Земја во која секој ќе има шансата честно да работи и доволно да заработи за пристоен живот на своето семејство. Ние сакаме да ја видиме Македонија како земја во која слободно се мисли и зборува, во која се живее без страв, земја во која власта ќе биде сервис, а не страшило за народот. Нашата цел е да ја видиме Македонија на иста маса, рамноправна, на рамна нога со најуспешните, најнапредните, најмоќните. Македонија да биде членка на НАТО и Европската Унија. И ние да имаме право на вето. И ние да бидеме фактор. И од нас да зависат одлуките. Ова се нашите цели, а оваа власт представува пречка за нивно остварување. Пречка што за да може да продолжиме напред, ке мора да ја отстраниме. И од тоа бегање нема. Таа работа, рачуњајте ја, веќе завршена. Почитувани граѓани, за остварувањето на вакви цели и за изградбата на ваква Македонија, ве повикувам да ни се придружите. Ова е битка во која треба, мора да земете учество. Битка за нас, за нашите деца, за нашата иднина. И тука место за неопределени, за уплашени, за разочарани и пасивизирани повеќе нема. Во март следната година не очекуваат локални избори. Избори кои воедно ќе представуваат и референдум за заминување на оваа власт. Ги добиеме ли? Со нив е готово. Си одат и од власта и од нашите животи. Етеа шансата, етеа можноста. Ајде сите заедно да ја искористиме.
Ајде повторно да станеме господари на сопствените животи, ковачи на својата среќа и својата иднина. Овде во Ресен таа политичка трка ќе ја водиме заедно со вашиот сограѓанин, пријател и комшија, а наш кандидат за градоначалник Јордан Проевски. Човек што многу добро го знаете. Доктор по професија, чесен, скромен, одговорен, домаќин човек. Јордан Проевски со својот личен и професионален авторитет, со својот минат труд и постигнати резултати, со своите човечки и морални квалитети, представува вистинска гаранција дека Ресен во март ќе добие градоначалник каков што заслужува. Градоначалник со кој ќе се гордее, вистински татко на градот. Почитувани граѓани на Ресен и Преспа, драги мои пријатели, ја бараме и убеден сум дека ќе ја добиеме вашата подршка. Гор сум што во оваа битка ќе бидам со такви луѓе. Заедно со вас. Доаѓа моментот на големата одлука. Доаѓа времето за големата победа. Победа за нас, за нашите деца, за нашата Македонија. Во Ресен одиме на сигурна победа. Во Македонија одиме на сигурна победа. Победа и само победа.